95 став 1, само да дообјаснам за да не се стекне погрешен впечаток во јавноста. Благодарам за материјалите, стварно ги немав прочитано, колешке Петровска. И сега ги прочитав и тука имате подцртано: никој од вас не извести на време и кога сами видовме веќе беше беше процедурално. Дозволете сега, ама се повлекав на член. Добро, дозволете, ве молам. Ве молам да дозволите. Тука председателката е за дневниот ред, не сте вие. Рокот за поднесување на амандмани веќе беше изминат. Ја како што знам, мислам дека овој мејл и пред да биде рокот за амандмани е пристигнат до сите пратенички групи и секоја пратеничка група одлучува дали некој амандман ќе го поднесе или не. Ние во минатото одлучивме да ги поднесуваме и затоа ги имаше. Дозволете само на кратко да објаснам зошто овој пат не се поднесени амандманите, чисто за информирање и на невладината организација која што ги пишала. Ако отидете на страница 42 и има таму една програма буџетски расходи по функции на држава, програма 705 заштита на животна средина, вели за заштита на животната средина 76% повеќе и намалување на загадувањето 141% повеќе. Ако отидете на страница 98, заштита на животна средина 116% повисока е ставката, под програма управување на заштита на води 81%, третман на отпадни води 148% и заштита на природата 124% повисока ставка. Практично сакам да кажам дека ние сме разговарале со оваа невладена организација. Тука има двајца колеги кои што во минатото одржуваат и се уште одржуваат блиски односи со нив. И сметаме дека овие барања нивни кои што се во амандманите кои што се испратени се инкорпорирани во стапките на министерството и можеме подетално да разговараме на едно такво ниво за да нивните идеи бидат инкорпорирани во програмата на министерствата. Се повикав на член, доколку сум сгрешил, се извинувам на председателката и на сите членови, но сметам дека требаше прочитаме за да видиме. Ве молам да завршам. Нетрпеливи сте, малку почитувајте ме мене како пратеник. Се обидувам да завршам едно процедурално од 3 минути. Па добро, сега се повикав на член, председателката ќе ми објасни, можеби сум сгрешил, затоа и се извинив неколку пат. Председателка, сега ве молам, од 3 минути, минута и пол се извинувам и барам да ме дозволите да кажам сега. Па добро, имате, реагирајте, но сакам да кажам за да ја информирам невладината организација и граѓаните. Ви благодарам.